Општина Кочани навремено го поништила известувањето за користење паркинг простор и побарала од Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија да не издава лиценца за работа на дискотеката Пулс, бидејќи објектот се наоѓал во зона за лесна и незагадувачка индустрија. Ова го истакна сведокот Драги Илиевски, кој е раководител на секторот за градежно земјиште во општината на денешното рочиште за пожарот во Пулс. Илиевски појасни дека објектот се наоѓал во зона каде што не е дозволена пренамена за угостителска дејност од ваков тип. Првично во октомври 2012 година, општина Кочани дала позитивно известување на барањето на Дејан Јованов за користење на јавните паркинзи во таа зона, но подоцна истото било повлечено, откако дознале за вистинската намена на објектот. Имаше едно барање за паркинг места од Класик ДМ преку Дејан Јованов. Ние одговоривме дека може да се користат паркинг места за лесна индустрија. Барањето беше пред да стане Класик угостителски објект, односно на 3.10.2012 година. По одредени сознанија дека таму ќе се прави дискотека, ние решението за дозволените паркинзи за лесна индустрија го поништивме. Известувањето го доставивме до Класик и до Дејан Јованов. Натаму го известивме и Државниот пазарен инспекторат. Тогашниот градоначалник Радко Димитровски имаше исти такви сознанија, па го праша Министерството за економија на 19.10.2012 година дали е поднесено барање за лиценца и дали е дадена лиценца за дискотека во тој објект. Одговор не добивме. На 6.11 испратив барање до пазарниот инспекторат да не се издаде лиценца на Класик ДМ за дискотека. Вториот сведок Дејан Рашков, кој бил секретар во општина Кочани, изјави дека не знае колку точно дискотеки и кафулиња има во градот. За Пулс првично кажа дека слушнал, во еден наврат бил и гостин, но за кафулето Класик, вториот објект на Дејан Јованов, сведокот кажа дека воопшто не бил запознаен. Не знам колку кафулиња има во Кочани, ниту колку дискотеки и ноќни клубови. За Пулс сум слушнал, но надпис не сум сигурен дека сум видел. Може би имало над вратата. Не сум слушнал ниту за кафуле Класик. На претходното рочиште обвинителството побара да повлече 13 сведоци од својот список, а денеска беше постигната согласност да бидат повлечени 4. Дел од одбраната реагираше, велејќи дека во овие сведоци има клучни детали за тоа кој ја донел и запалил пиротехниката, а воедно и за тоа кој колку помагал и спасувал животи во копната вечер. Висшиот обвинител Јакимовски пак одговори дека тоа што тие спасувале по пожарот не ги амнестира од одговорноста дека придонеле за истиот. За обвинителството не е спорно да се прочитаат сите искази кои потврдуваат дека сте спасувале од после, како што спасувале и други лица и пожарникари кои настрадале при спасувањето и сега се мртви. Тука сме за другиот дел, за вашата улога во тоа како настанала трагедијата, а не за спасувањето. Следното рочиште за пожарот во Пулс е закажано за на почетокот на април.